Ако минатата година според некои проценки над 7.000 македонци работеле во угостителските објекти во Хрватска, ова лето се очекува бројката да биде далеку поголема. Проблемот со недостигот на кадар во угостителскиот сектор се очекува да започне од месец април, па да трае се до септември или октомври. Прилепските угостители велат дека во моментот во Прилеп недостасуваат над 200 работници од овие профили. А во лето таа бројка ќе била огромна, затоа што Хрватска ги зголемила и платите во овој сектор. Немаат решение како да го надминат проблемот. Многу тешко можеме да оперираме, пошто тие работа сезонски, тие работа со европски туристи, тие работа со високи цени и нормално да дава по високи плати и по високи дневници. Како да се смени? Не гледам решение кај нас дека може да се смени тоа. Единствено мора да се преструктурира цело угостителство и се веќе и со колеги што контактираме од Македонија веќе затвора, веќе се преструктурира во други бизниси и тоа нема друго решение. Во Прилеп има околу 80 угостителски објекти кои што вработуваат над 600 луѓе. Поискусните вработени пак велат дека и овде имало пари во угостителскиот сектор доколку ги имаш потребните квалификации, но најчесто младите не заминувале само за парите. Бега по странство, мада за искусниот персонал има и тука добра заработка. Работа там по 12, по 14 сати, ако работа и овде по 12-14 сати, ќе ги добија истите пари и тука. По моје, еве јас 17 години работам. Некои млади бега сака подобар живот. Свет останува таму, 19-20 години деца гледа подобри днина во европските земји. Значи самата ситуација и политичка, можда и се комплет во држава, си го носи своето. Значи секогаш не се парите опрашање? Не, секогаш не се, кај помладите не се толку парите опрашање. Иако и нашите угостители ги зголемија платите на своите вработени. Познавачите на приликите велат дека младите ќе продолжат да заминуваат преку лето да работат во странство, се додека немало системски измени во нашиот угостителски сектор, кој што би им овозможил подобри услови за работа. Но сето тоа сепак ќе зависело и од целокупната слика на квалитетот на живот во државава.